вечер. Уште една епизода на Се за децата, каде што навистина повторно ќе кажам дека тематиката е неисцрпна, постојано се јавуваат и гледачите, постојано се јавуваат и сите оние кои што се интересираат за да добијат вистински совет од вистински стручни лица. Токму и овој период кога веќе дојде пролета и полека и се спремаме и се подготвуваме за лето, кај дечињата се јавуваат голем број на проблеми со локомоторниот систем, со мускулно-скелетната система, и баш токму и на таа тема сум радосен што поканив гостин кој што навистина со целосна радост и со вистинско срце кон децата дојде за да учествува во емисијата. Вечерва, добро вечер за Маријан Спасеновски, инаку мобилен физиотерапевт, Центар за болка, корекција и рехабилитација. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, колега, докторе. Драго ми е што вечерва учествувам во вашиот подкаст, емисија, и јас се радувам и се надевам дека во иднина многу повеќе би имале вакви подкасти и емисии за се разбира за дечињата, да бидат што повеќе во тек, пошто овие генерации што доаѓаат се пообразовани, повеќе читаат и повеќе ги користат социјалните мрежи како еве подкастите, YouTube и се останато, за да бидат во тек со секојдневните развој на нивното тело. Ви благодарам од се срце. Покрај другото сакам да се заблагодарам и на нашиот заеднички пријател Коста, морам да го напоменам и него. Така. Да и во секој случај му благодарам и на мојот тим што моментално додека јас работам, он напорно работи за можеме да стигнеме до овој. Почитуван колега, вака се, како што спомнаме на стартот, огромна е проблематиката кај дечињата. Конкретно јас како педијатар се среќавам со таа проблематика, но пак ќе кажам дека корективниот момент и корекцијата на сите тие проблеми токму треба да биде од ваша страна. А да ни раскажете нешто и да ни кажете токму за да знаат и младите родители што се деформациите на рбетот, односно ќе збориме за сите деформации на таа мускулно скелетна система. Така. Па видете, значи се поактуелно е, пошто се смени самата динамика на живот. Преминавме, барем мојата генерација беше така, ние бевме доста динамична генерација која што повеќе бевме излезени надвор, се качувавме по дрва, трчавме на улица, излезени по цел ден, бевме многу пофизички активни. Сега за разлика од нашата генерација имаме на генерација на дечиња која што е многу понеактивна за разлика од нас, значи почесто се дома на телефони, во некои неприродни положби, подолги часови, значи нема тоа на физичка активност што ние имавме, и за жал се почесто се самите деформитети на рбетот. Сега некои деформитети се стекнати, а некои се идиопатски, а некои се и вродени. Но за жал се повеќе ги имаме оние што се стекнати деформитети на рбетот. Јас најчесто се бавам со проблематики како што се сколиозата, кифозата. Во задње време исто така цервикалната лордоза е доста актуелна и предна инклинација на вратот, каде што поради наведнувањето на телото во така стручно медицински предна инклинација доведува до избришување на самата цервикална лордоза во вратот и понатака знаат доста проблеми да прават, но најконкретно имаме веќе доста голем проблем со кифозите и сколиозите. Ајде вака да прецизираме, која годишна доб на децата е најосетлива и најчувствителна на ваквите деформитети? Па вака, зависно од генерациите, значи еве конкретно за сколиозите претежно се зафатени кај девојчињата, ќе ви објаснам и зошто. Поточно оној тип на сколиоза, која што е адолесцентна сколиоза, која што се јавува после 9-та година, таа е најчеста сколиоза и најчесто се јавува кај самите девојчиња. Ги имаме претходните јувеилни сколиози кои што се јавуваат од 4 до 9 години. Тие се знаат да бидат и оние што се инфантни сколиози од 1 до 3 години. Тие знаат најчесто да се почесто као кифози, се јавуваат доста често кај машките, а се јавуваат и кај некои други состојби. Сега за овие сколиози што се најчести се јавуваат кај самите девојчиња од проста причина што кај девојчињата многу побрзо почнува самиот период на тинеџерството и самиот период на раст и развој. Конкретно, чисто еве за да знаат и вашите гледачи, кај девојчињата периодот на раст и развој почнува 6 месеци пред самиот
циклус, пред првиот циклус кој е девојчето, значи го имаме оден моментум кога телото почнува да се извишува, да си добива нели правец на израснување. Сега тука и е проблемот, поради тоа што кога ќе почне растот и развој, ја знае и дури на 9, на 10 години да се појави тој раст и развој, тој период, ние стручно медицински ќе кажам, епифиза е недоволен развој на самата коска, веќе коската не е врзана како што треба. Отприлика самата епифиза, поточно врзувањето на коската настанува околу 12-та, 13-та година, а доколку имаме почеток на раст и развој околу 10-та година, значи коската не е врзана, телото оди во нагорна линија, во вертикала, и поради самата мекост на коската, значи доаѓа до самата сколиоза. Сега кај машките е многу поретко, пошто самиот период на тинејџерство, значи самиот раст и развој кај машките знае да е покасно, после 12-та, 13-та година, поточно со менување на гласот. Кога станува малку гласот подебел, тогаш веќе почнуваат растот. Малку е потешко кај машките да процениме кога е периодот на раст и развој, али кај девојчињата конкретно е, и поради самото тинејџерство што е многу порано се јавуваат овие проблеми почесто кај нив. Дали оние манифестации во смисла кога децата ќе се пожалат за прв пат дека ме болат, нели, нозете, ме болат рацете и така, се тоа симптоми токму на растењето, а и тоа е всушност и симптоматологијата на одредени промени кои што може да настанат во тој период. Така. Значи да, болките се многу чест индикатор за тоа како се движи самото тело. Сега во некои случаеви нормално да има, да речам, болки, пошто ипак телото е во раст и развој се уште, но во тој период на раст и развој, но многу добар индикатор покрај болките самата функционалност и мобилност на децата. Значи тоа, самите родители ги замолувам да го приметат пример наведнувањето према чевли кога облекува, дали има ограничена мобилност, дали има отежнат од, дали има скратен од. Сите тие работи се индикатори кои што ни може да ни покажат, да ни дадат некоја насока, и што е најбитно навремено да ги примениме, да ги провериме, примениме и да почнеме со самите третмани за решавање на тие деформитети. Ајде вака, јас сум педијатар кој што работи во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци. Постојано веќе имаме проблем со импликациите од екраните, односно од екранизмото, кој што навистина се уште нема добиено диагноза, но таа диагноза реалност и треба веќе да биде поставувана што поскоро, за да може да се решават некои проблеми кои што настануваат и подоцна. Што со принудната положба која што ја напоменаме на стартот на нашиот разговор? Видите, децата се повеќе се наведнати, дури ние, во екраните, погледот е во екраните. Што со положбата која што ја заземат пред компјутерите и во она средина која што е за нив неприродна, дали се тоа игри пред екраните? Видете вака, значи веќе Западот почнаа да изнаоѓаат решенија за таквите проблеми, почнаа да монтираат вертикални монитори, пошто тие вертикални монитори самото место на куцање ни е гори, автоматски не тера главата да ја подисправиме. Сега ергономски секојаш, барем Западот, конкретно Германија, пошто тоа највеќе во Германија сум го видел, ги елиминираат се повеќе и повеќе овие монитори кои што се спуштени, автоматски со тоа ни ја елиминираат онаа природна што е, мислам, кога ќе наведнеме главата инклинација, и со тоа на некој начин барем таа положба се превенира. Конкретно, моментално не можеме ништо посебно да превенираме посебно, освен пошто после одреден период, саат, 2-3, самите мускули се изморени и паѓа главата напред. Убаво е да се ставаат подсетници на некој начин за раздвижување. Јас и во многу други интервјуа и емисии кај што сум говорил дека самата седечка положба е голем проблем. Значи не само за телото и за метаболизмот и за се останато. Јас препорачувам да не седат луѓето повеќе од половина час до 45 минути подочно, после половина час 45 минути да се направи кратка пауза, за се повеќе да се елиминира таа лоша постура додека седиме, особено пред компјутер. Така. Значи, несомнено, на вистина ве наведувам за да стигнеме до една тема, како да влијаеме
врз, нели, еве, ако Западот веќе изнаоѓа некакви си, Така. да кажеме, корективни моменти во врска, нели, со исправувањето, нели, ние забрануваме па тотално да се седи пред екран, но како да влијаеме ние за да ги поттикнеме децата, тоа што е советот од ваша страна до родителите за да кај дечињата токму се направи некаков подвиг за да тоа не се случи, да не дојде до тие, да кажеме, деформитети и компликации кои што се најчести можни во тој период. Па видете, најбитно е да се внимава на положбата на седечката положба во тој случај. Не знам колку е објективно да кажеме, колку би можеле родителите да ги наблюдуваат цело време децата да не седат, пошто ете знам ете и ние како деца ќе ти кажа не го прави, она може и зинат ќе го направи што Така, да. истото, но јас преби рекол вака, преби дал совет на родителите од рана возраст да прават некоја корективна гимнастика дечињата. Тоа е многу подобар совет, заради тоа што кога ќе му дадеме динамика на телото на исправување, децата и да сакат да фатат некоја неприродна положба, самото тело ќе ги врати во природна постура. Така да можеби тоа е, еве сега гледам задње време многу почесто почнуваат некои вежбички, доста тренери и ги поздравувам сите и ги почитувам сите, јас знам и доста од нив ми се пријатели и ги поддржуваме нив. За тренинзи кај млади дечиња што се прекрасни за развојот, за да ги на некој начин ги превенираме овие работи. Значи тие се многу битни работи, на тој начин мислам дека повеќе би се превенирало, зашто кога ќе дадеме природна постура на држење со вежбите, самата постура е после тоа природна. Они колку да пробуваат да се искриват, самите мускули ќе ги врата во природна положба. Тоа можеби е покри внимавањето на седечката постура да е правилна, колку што можеме да внимаваме, втор совет е да се почне со некој за развој тренинзи што се многу корисни, спорт секако. Значи спорт. Да. Кога сме кај спортот, дали спортот допринесува за корекција или токму за превенција на овие проблеми? Па видете, зависи кој спорт. Јас топло го препорачувам и можеби ете од физиотерапевска гледна точка, според мене и според тоа колку гледам дека луѓето доаѓаат на третмани, можам да кажам дека пливањето е моментално најубавиот спорт што постои, пошто најмалку повреди настануваат во пливањето, а самото движење во пливањето прави природна екстензија на телото и на трупот, што не тера повеќе и повеќе да се извишаме и да растеме. Сега има други спортови, како освен пливањето, како што е пример кошарката или одбојката, што исто така многу битно одбојката. Јас, еве, во мојава пракса, да речам, во последно време се повеќе и повеќе имам, за жал, девојчиња кои што тренираат одбојка, а што имаат сколиоза. И тоа е сосема нормално, пошто, ете, дали е десничар или левичар, без разлика, секогаш повеќе имаме екстензија на едната страна од другата. И еве во оваа прилика да го искористам овој моментум да ги замолам тренерите покрај десната да ја истегнуваат и левата страна, пошто мене ми доаѓаат со протракција медицинско или предно рамо е према напред и благо подигнато, тоа укажува дека таа е доминантна рака и буквално сме добиле неприродна сколиоза управо ради тоа што така смечуваат или така се истегнуваат или така скокаат, поточно е форсираат едната страна. Тој спорт е малку проблематичен, особено оние деца кои што имаат проблем со деформитети, треба баш да се внимателни родителите и да ја наблюдуваат секоја ситуација, пошто знаат тоа понатака во животот да им направат дополнителни проблеми. Јас и токму ова прашање, бидејќи лично се засегам за моите пријатели кои што имаат прекрасна одбојкарка, значи преубаво девојче кој што е одбојкар, но кој што е со баш таков вид на деформитет. И сакав да ве прашам што е советот, што да превземат и од што зависи понатамошната, да кажеме, нели, практика, терапија и понатамошна корекција на овој недостаток. Па првично мора да се види, нормално секако дека се захтева првично преглед. Значи мора да се прегледа девојчето, да видиме, да констатираме дали има сколиоза или нема сколиоза. Но она што можеме, еве, на тие родители што не би се осудиле да дојдат на првично преглед или можеби девојчето е срамежливо, и пак тие сколиозите секој се јавува во тие години на адолесценција, тинеџерство, каде што они на некој начин се страмат, можам да кажам. Така да она што го препорачувам еве на родителите, тој се вика Адамсов тест, поточно да проба да си ги допре девојчето прстите
со рацете, прстите на нозете со рацете. И родителот од задната страна на девојчето или машкото, небитно, треба да приведе да примети дали имаме кривина во лево или во десно или самиот рбет е рамен. Тоа е Адамсов тест. Ако рбетот е рамен, тоа е во ред, но ако има благо недостаток буквално на едната страна на мускулатура, а другава страна да е малку подигнато, тоа е прв знак за сколиоза. Следниот чекор што е после тоа, препорака од мене секогаш е рентген, да се направи врз основа на рентгенот ги мериме степените колкава е сколиозата и веднаш после тоа се почнува со третман, се врши едукација на самите пациенти, на децата, за тоа како треба да имаат свесна постура. Свесна постура е онаа постура која што сите во текот на денот знаеме некојаш да се навалиме на десно или да се навалиме на лево. Буквално треба да превенираме во онаа страна каде што е испапчена самата сколиоза, треба да превенираме да не се движиме према таа страна со тоа што би ја зголемиле. Тоа е свесна постура, се учат децата да не се држат во таа положба на кривината, значи поточно да се свесна постура, да се право исправени и после тоа исто така што е многу битно е чекорот, одот, доколку имаме, пошто имаме повеќе видови на сколиоза, имаме лумбална, имаме торакална сколиоза, нормално си постои и кифозата, но ако е лумбална сколиозата, тоа значи дека имаме едната страна е пократка од другата. Да. Значи, што ме едната страна пократко од другата, потребно е секогаш да се трга со страната која што треба да се издолжи, поточно со пократката. Ако е пример сколиозата во десно, значи имаме проминентен колк, треба со спротивната нога да трга каде што е пократка. Така да одот е исто така битен покрај свесната постура, и се разбира, се почнува со третмани, со вежби. Конкретно јас работам по шрот метода. Малку ќе зборуваме за шротот. Шротот е една метода што можам да кажам од 2015 тази метода е. Мислам, шротот самиот по себе постои многу одамна. Го има основано Кетрин Шрот уште во она го нема основано, она имала самата по себе сколиоза, и со тек на годините во комбинација со шведските корективни техники на некој начин кроз тродимензионално дишење, уствари тоа е самиот шрот, тродимензионално дишење, успеала својата постура да се ја исправи. Се револуцијата настанува кога Керкај уствари приметува мајка и што направила и почнуваат, а тоа е далечна 1982 година, и они почнуваат полека да прават уствари научно истражување околу како успела женава, значи тоа да го исправи. Да, Сега да. Постепено, ова Кетрин Шрот иначе германка, сето ова било во Германија, почнува широм светот да се развива околу 2005-2006, многу покасно, кога веќе одредени доктори, лекари приметуваат дека шротот е многу ефикасна метода за исправување на самиот рбет од разни деформитети, и веќе денес, ние во Македонија сме, можам да кажам, мислам 5 до 6 терапевти кои што го работиме шротот, и јас можам да се пофалам дека, мислам, гледам и колегите во постојана комуникација сме, има доста ефект кај самите дечиња. Значи имаме степенажа каде што било 50 степени, сега ќе ви кажам и кои степени се нормални, што сме дошле 25 степени после одреден период. Сега, извинете, степените се следни за чисто да знаат доколку родителите некојаш направат рентген снимка, а немаат консултација со физиотерапевт. Доколку на рентген снимката имаме до 10 степени. 10 степени сколиоза е лошо држање на телото, поточно не е сколиоза. И ние не го третираме како сколиоза, препорачуваме некоја лесна корективна гимнастика, и тоа е тоа. Од 10 до 25 степени се смета за сколиоза, и веќе може тука да се почне со корективна гимнастика, со шрот, но не се користи корсет или мидер. Сега, мидерот веќе после 25 степени мора да се користи, особено во оние години каде што имаме се уште расти на развој, за да не дозволиме да отиде дополнително самиот рбет во кривина. Уште поголемо да е процентот на искривување. Од 25 до 55 степени, тука ние што терапевтите или физиотерапевтите делуваме колку што можеме да делуваме, а над 55 се препорачува оперативен третман или фузија. Тоа го правиме
Мислам препорачуваме ние веќе хирург. Јас ќе стигнев до операцијата и да сакав да прашам колку е оправдана оперативниот зафат и колку треба да е навистина ова што го се спомнавте како агол или како искривување за да навистина и колку и дали има влијание усари дали сте сретнале пациенти кои што после зафатот и операцијата немаат на пример да кажеме некој регресивен момент. Па видете, прво морам да напоменам дека кај нас се уште мислам менталитетот е благо конзервативен околу операциите на сколиози. Ретко кој се нафатил од овие пациенти што сум ги имал биле 1-2 пациенти само на фузија, а можеби сум препорачал на десетина од нив, каде што имало 76 степени. Девојчето веќе не може да се наведне, има страшни болки, а самата протрузија на рбетот е веќе према внатрешните органи, значи веќе тука е многу сериозно, но поради може финансискиот статус на родителите, пошто тие сколиози, мислам тие операции знаат да се доста скапи. И мислам дека во последнава година две веќе почна и кај нас да ги работат. Да, така, последниве 2 години веќе и доаѓа и тимови кои што потпомагаа во едукативниот едукативна насока, ама сега веќе почна да се. Претходно ги имаше во Белград и тоа доаѓаше некој од Турција и ги правеше, беа 30 до 50.000 евра, беа поприлично скапи. Така. А сега гледам дека ги прават кај нас. Искрено да ви кажам, мислам дека е рано да зборуваме, барем во овој поглед до каде е отиден после оперативниот третман. И јас постоперативен третман, сега за сега сколиоза сум немал, барем ми немаат препорачано некои од колегиве што ги прават оперативните третмани. Поточно потребно е и постоперативен третман, управо за да не дојде во регресија на самиот рбет, потребно е пак. Значи самата физиотерапија, самите третмани, зашто тука е многу битна и самата статика на рбетот, значи потребна е мускулатурата. После таа фузија, стручно медицински или таа операција која што се прави на рбетот, потребно е значи да се зајакнат тие мускули, пошто тука настанало до баш. Токму заради тоа сакав и да ве прашам, бидејќи доста читав околу постфузивниот оперативен зафат, дека навистина пак повторно се препорачува тие физиотерапевтските вежби, односно тука и самиот момент на повторни работења околу целосната мускулатура, правилниот начин на раздвижување, дека мора да се, ама кај нас најверојатно и свеста е во многу регресивен момент, па токму заради тоа доаѓа до тоа. Па да, свеста е на многу регресивен момент. Јас го имам моментот, фала Богу, имав неколку случаи каде што беа 75-80 степени, каде што ги молев додана операција, пошто девојчињево има болки веќе. Но не се одлучија и продолжиме со терапија. Фала Богу, успеавме до некои 45-47 степени. Тоа е голем успех. Тоа е огромен успех. Мислам, тоа е сериозно огромен успех со тоа што веќе може да се наведнат, ги немаат болките што е најбитно, ги немаат оние болки секојдневни, пошто тоа се големи болки, јас ги имам, ги гледав кроз секојдневие, значи буквално секое движење е болно. Да, ама имаме и страдање на внатрешни органи. Тоа треба да им кажеме на родителите. Апсолутно страдаат и самите внатрешни органи. Затоа тука е најбитна рентген снимката. Значи јас сите што ми доаѓаат, значи не е доволно само оној преглед да речам надворешен, да направиме Адамсов тест, да видиме па добро има лошо држење, пошто се случило и обратното. Значи да има лошо држење, значи буквално да има едното рамо да е подигнато према горе, другото да е спуштано и да изгледа дека има сколиоза. И јас препорачувам веднаш рентген, правиме рентген, никаква сколиоза нема. Има само некои 7-8 степени лошо држење на телото, ама апсолутно ништо друго нема. И викам, тука во тие состојби најверојатно станува збор или за некој спорт кој што е изразена доминантна десната страна, како пинг-понг, тенис, и затоа доаѓа до тоа подигнато рамо. Поточно недоволно се развива останатата рака и останатиот дел од телото. Сега тука доаѓа до атрофија на таа мускулатура, хипертрофија на оваа мускулатура и автоматски прави козметичкиот изглед и усвари лошо држење, а внатрешно рбетот е сосема нормален. Да. Што за кошарката ќе кажете? Кошарката самата по себе е една од моите во помладите, да речем, години додека бев студент и учествував во тие што се студентски игри во кошарка. На републичко ниво се такмичевме и една од моите умилени спортови. Тука
за разлика од одбојката има малку помал интензитет, но сепак доминира едната рака за разлика од другата и исто така знае да биде проблематично, но немаме толкава екстензија, пошто тука повеќе работи самиот лакт. Значи го имаме само оној сврлачки момент како шарката, а кај одбојката го има моментот кај што треба да одскокне, дополнително екстензија во десно Па и да да се смечува. да се смечира. Така да тоа е многу поголем проблем. Мене ми е особено драго што вечерва разговарам со вакво стручно лице кое што е толков заљубеник во својата работа. Кажете ми како стигнавте, од каде толкава љубов за да се стигне еве во денешно време до еден мобилен физиотерапевт, до таков центар кој што го имате и со кој што работите? Па видете, како да кажам, значи првично еве ќе почнам од почетокот, а самото по себе првично беше желба на мајка ми. Значи она имаше огромна желба јас да станам медицинско лице, доктор самиот по себе, али конкретно во тие години на 3-14 години така запишав и средно медицинско, па после тоа факултет за физиотерапија завршив, дополнително специализирав, малиган практика, шрот техника, ПНФ техника, сите тие ми се специализации кои што ме дооформија како личност, а не можам да кажам конкретно дека на почетокот се јави некоја посебна љубов према физиотерапијата, повеќе се јави љубов према луѓето. Барем јас така мислам, Да. верувам дека вие како мој колега ќе потврдите дека многу е битно во медицината да ги сакате луѓето. Ако ги сакате луѓето, за брзо ќе ја засакате и професијата, пошто е најголем успех е успехот кој ќе го видите на одреден пациент. Каде што го болело, не го боли, во случајов сколиоза, каде што сте дошле до испробување или мозочен удар, каде што имала параплегија одземено на цела страна, каде што сте ја вратиле во движење да почне пак да се движи, тоа не може ништо да го одземе. И така да тоа дојде, мислам дека постепено со самата пракса. Како што почнав да работам, мислам ги имавме доста во средното медицинско немавме премногу пракса, но во факултет имаме многу пракса. И како што почнуваш да помагаш на луѓето, кога ги гледаш луѓето како на кој начин те гледа радоста, тоа не може да се опише и се повеќе навлегуваш во науката и сакаш се повеќе да можеш да помагаш да успееш. И да допринесеш. Така е. Во некој начин проценката може би на мајка ми беше Да ја користам и мајка ми, татко ми да ги поздравам и двајцата. Најдобро за своите деца. Така, родителите во секој случај и двајцата да ги поздравам во овој случај, а они баш се потрудија да не насочат и јас и брат ми во некој правил насока и фала Богу, се надевам дека се горди со тоа. Слава на Бога. Амин. Значи ќе кажам колку за вас значи, како ја чувствувате таа насмевка детска кој ќе видите дека едно дете сте му помогнале и дека навистина има одлични подобрувања, дека веќе родителите се сигурно задоволни од таа детска насмевка, колку на вас ви имплицира во понатамошниот дел? Мислам дека детските насмевки се најискрени насмевки, да бидам искрен, пошто децата самите по себе кога ќе видат и ќе препознаат човекот што стварно мисли добро, они толку многу е влеваат таа доверба во вас и толку го чувствувате тоа и тоа таков жар, таква борба произлегува во мене, што јас сакам многу повеќе да учиниме колку што можеме повеќе за да може да се поправи состојбата и јас сум најсреќниот човек на светот кога ќе видам дека имам задоволно детенце после сето тоа. Така, освен со клубовите, со децата кои што практикуваат спорт, деца на кои што им е потребна корекција, со какви пациенти се работите во мобилниот физиотерапевт? Па видете, нашиот центар за болка, корекција и рехабилитација опфаќа широк спектар на физиотерапија. Самата физиотерапија по себе е многу широк спектар на работа. Јас конкретно одлучив да се бавам повеќе со локомоторниот систем, поточно за скелетот, мускулите, коските, поради тоа што на некој начин додека студирав се уште и бев веќе при крај со самите студии, успеав да запознам на една едукација, еден многу прекрасен човек од Грција, Саки Седамис, го поздравувам и него во момент, кој што ме научи на практика, која што се вика малиган практика, што подоцна
успеав буквално нези да ја завршам, да ја специализирам после 3 години и таа малиган практика конкретно станува збор за практика која што се бави со остеопатијата, повеќе со коските. И сите проблеми кои што надоаѓа со коскено-мускулните проблеми. Таа ми даде некоја насока во физиотерапијата каде да се одредам. Значи кај мене работа ми со невролошки пациенти, но конкретно повеќе за мускулоскелетни проблеми се бавам. Така да можам да кажам дека сите проблеми што се со мускулоскелетни, значи зборам дископатија, дискосхернија, спондилоза вратна, и мозочните удари како невролошки случаеви исто ги работиме, мада работиме со се. Работиме и церебрални парализи, мултипле склерози исто така, значи ги работиме сите тие случаеви. Али да, широк спектар на физиотерапијата е сега конкретно некој посебно како цистични фибрози, дишења тие не ги работам, пошто знаете како вика сета мудрост во една глава не ја собира, ние сме тим од 5 души, уште еднаш да го поздравам тимот, кој што генерално јас го водам и ја дадов цела насока према овие техники и овој начин на работа, пошто мислам дека во денешницава највеќе луѓето страдаат од канцелариски особено луѓе имам доста што од седење, лоша постура во седење, монитор, телефон, се почести се вертигата, вртоглавиците, главоболките, вратните спондилози. Значи цервикобрахијалниот синдром. Цервикобрахијалниот синдром, да. Поразговараме за него затоа што многу е актуелен, имаме големи проблеми. Дали тој може да влие токму како што сите сакаат да ги искажат тие симптоми, дека буквално делува од горе до доле на целиот систем на човекот? Па да, значи цервикобрахијалниот синдром е синдром што многу често се среќаваме ствари во нашава струка. И он поприлично знае доста да обструира, нема движење во рака, не може да подигне рака, боли и од вратот укочено спрема десна страна. Кај нас генерално, како што рековме, е конзервативниот менталитет и се уште сметам дека луѓето, знаете, многу често за жал, многу често кај нас гледаат да помине кроз апче сето тоа, особено во мојава Ќе бранша. дискутирам и за тоа дали давате совет како стручно лице, буквално не во медицината, како што сме колеги, дали навистина давате и таква терапија, но ќе го издискутираме Така, тоа и околу исхраната сакам да ве прашам. Но во врска со церебробрахијалниот навистина имаме многу големи, има и доста прашања нели што поставуваат буквално гледачите, дали навистина како може сето тоа да се санира, да се потпомогне и што допринесува до појава на цервикобрахијал. Па видете, цервикобрахијалниот синдром е еден синдром што се јавува во вратниот дел. Брахијалис представува нерв кој што произлегува од централниот нервен систем и се движи према телото, но она гранка што е најзафатена во секојдневието е уствари гранката што се движи према раката. Симптом на цервикобрахијален синдром е јака болка во вратот која што се движи према раката, имаме обструкција на движење во раката, трнење, болка и сето тоа. Кај нас тоа многу често се јавува ствари кај канцелариските луѓе, претежно кај нив се јавува, пошто таа постура, тоа држење на тело прави ригидност на самите пршлени и они постепено кога немаат флексибилност се набиваат еден меѓу друг, кога ќе се набијат ќе ги зафата жолтите лигаменти, ќе ги зафата нервите, може и деротација да настане, ако сме подолго време, особено има луѓе што работат и на повеќе монитори, на 3-4 монитори. Да. Ако е десно во монитори, ако е тука саат време, кога ќе се сврти во лево, арбетот бил саат време во десно. Кога ќе се сврти во лево, он се врти во лево, се врти дел од арбетот. Некој пршлен ќе остане во таа положба, нема да се стротира заедно со останатиот дел од арбетот и ќе го зафати брахијалис. И брахијалис ќе јави одма сигнализација, ќе почне да боли и тоа се баш мислам во секојдневие се боли. Дали тој влијае на крвниот притисок, влијае на витилиго, појава на доста компликации околу вртоглавици, гадења, повраќање и така натаму? Па видете, секоја болка самата по себе го крива крвниот притисок, го крива адреналинот, го крива допаминот. Вие не сакате да ги имате тие хормони да се самите по себе покачени, пошто тоа го креват крвниот притисок. Веќе тука почнува, како што кажавте, и главоболки, заради тоа што мускулите, покрај тоа што не движат, они не стабилизираат, они ја движат и крвта низ телото. Сега, ако мускулот, конкретно во вратот тие мускули, се во болка, во грч, они веќе не се вршат онаа функција нормално што се вршат на стабилизирање и пренесување на крвта, него они се во спазам.
мускулите се во таков спазам што нема никаква циркулација према главата. И самиот мозок по себе си бара, нели, крв си Точно, бара точно, кислород, го нема и почнува главоболка. Уствари главоболката е индикатор дека нешто не е во ред со телото. Сега, тука да, многу е битно да се препознае дали е цервикобрахиален синдром, дали е проблемот од вратот, Така е. дали е вратна спондилоза и што останато уствари може да биде, но да, влијае и на вертигото поради тоа што управо тие вртоглавици и самите по себе тој систем не мислам на вертигото кое што настанува проблематиката не е само во вестибуларниот апарат, во средното уво, Така. него и во системот за проприоцепција. Да објаснам, систем за проприоцепција е оној систем кој што нас не движи кога ние ги имаме затворено очите. Тој систем се наоѓа во вратниот дел. Проприоцептори се многу малечки мускули, два трапара на мускули што се наоѓаат во вратот. Кога настанува во горниот дел на вратот измеѓу првиот и вториот вратен пршлен, кога ќе настане спазам на тие мускули, тие таква обструкција права на самите вени артерии што одат према мозокот, што не може да оди нагоре крв и да сакаме да се делува самиот систем за рамнотежа, меѓу кој што е и вестибуларниот апарат и окуларниот систем. Затоа тоа сето е поврзано со самото вертиго и вртоглавици. Так, ви благодарам, ама и уште ова сакам да ве прашам, што препорачувате тогаш? Што прво како првична помош да пациентот, односно човекот кој што има ваков проблем, пошто и доста често веќе кај децата, заради таа принудна положба, што да се направи да се превземе веднаш? Кога сме кај децата, ви благодарам, прашањето е стварно добро. Морам да го напоменам тоа, забележано имам во последно време дека децата главоболките ги сметаат како нормални, сметаат дека од многу учење. Тоа сум го приметил, да, тоа ми е дури смешно да го кажам. Ќе дојдете дете, мислам, дошло небитно, дошло за вежби, за сколиоза. И ми се жали глава. Колку често те боли глава? Да, колку често имате главоболка? Па 2 до 3 пати во неделата, вика не е многу често. Колку 2 до 3 пати во неделата не е често? Да. Тоа е сериозно често. Ама како мене ме боли од учење, веројатно. Не, мислам, тоа најбитно рана превенција и рана санација на тој проблем. Многу често кај децата, значи покрај овие сколиози што ги спомнав, во последно време знаат да ги имаме тие вратни кифози и вратни лордози и вратни сколиози. Значи кои што допринесуваат за мускулатурата да биде во огромен спазам и тој спазам на мускулатурата допринесува за главоболки, за вртоглавици, за нагодини, за повраќање и се што е пропратно кое што го прави самиот спазам поради самите извитоперени пршлени што настанале. Значи ова е многу битно и многу е битно доколку има децата ваков проблем на време да се консултира со стручно лице. Тоа задолжително. Уште што сакав да прашам во делот на тоа, какви освен методите кои што ги напоменавме и се многу успешни што ги работите, имате огромен број на пациенти кои што се презадоволни од вашите услуги, јас ќе прашам дали користите и друг вид на методи како што се струи, магнети и така натаму. Па видете, тоа е конвенционална медицина или медицина на која што нас не е базата на самата физиотерапија, нормално дека ги користиме. Врз таа база ние сме учеле, сме завршувале факултети врз таа база и почнала нашата љубов према самата професија, но морам да признам дека во последно време се повеќе и повеќе гледаме колку што можеме да не ги користиме, поради тоа што знаат да има доста нуспојави. Мислам, од типот на реакции од струја, покачен крвен притисок, тахикарди и се останато. Поточно кога ќе дое пациент кај мене, без разлика дали е дете или возрасен, при земање на самата анамнеза, првично што ми е битно, пробувам колку што можам, значи, да не ги користам. Значи би пробал се останато за да не ги искористам, за да може да се опушти телот, освен некои кои што се благопријатни, како пример што е тенсот. Тенсот е благопријатна струичка кој што ги опушта мускулите, го опушта телото, нервниот систем го опушта и нема некое нуспојави значително влошување за здравјето, но да, ги користиме. Ги користиме ласер, магнето не премногу, ама ласерот знае. Сега околу ласерот, тоа ми беше и наредното прашање, затоа и погледнав. Ласерот е нова метода, барем за кај нас зборам, нели? Се користи последниве неколку години така поинтензивно. Дали имаме простор за
да освен нели нормално сите има препораки да се внимава во врска со неговото користење, што значи на што треба да се обрне конкретно внимание кое ќе се употребува поготово ласер во делот на вратот, во делот на спортскиот или на тенискиот лакат и така натаму. Што представува методата на ласерот? Па вака, видете, ласерот точно, значи во последно време е метода што многу често се користи. Самиот по себе има антиинфламаторно дејство, што е многу ефикасно дејство, особено ето кај тениски лакт, во вратот, го користиме многу често. Јас секогаш го користам ласерот во склоп на останатите методи. Не го користам посебно како ласер. Значи он е како некој начин едно средство од повеќите средства, значи повеќите алатки што ги користиме за да дојдеме ако е тениски лак во случајов, го користиме ласерот, користиме на посебна техника што се вика флосинг, многу ефикасна исто така техника, се работи мануелна терапија и во склоп на сите тие терапии имаме ефект. Самиот ласер многу е задолжително се внимава, прво се прави пред секоја терапија се прави инспекција на кожата. Зашто самиот ласер знае да направи хиперамија. Значи знае да зголеми самата температура. Ако веќе имаме некоја температура, ако имаме некоја инфекција на кожата, ако имаме било што, значи тоа е задолжително првично инспекција и преглед на кожата за да немаме дополнително се разбира проблеми и тоа е усложнување на други работи, отвориме други проблеми. Апсолутно. Значи тоа е една од причините кои што треба, мислам тоа е една од контраиндикациите каде што ласерот не би требало да се користи. Генерално е многу ефикасна метода и многу често се користи. Така, значи, она што го знам конкретно за ласерови, токму тоа ми беше во делот на модерната физиотерапија, дека навистина делува на микро ниво. Делува. Апсолутно, да. Апсолутно. Значи тоа буквално на крвните садови, на нивното, да кажеме, прокрвување, дејство, го намалува инфламацијата, но зашто треба да се внимава? Дали луѓе со хипертензија исто така е контраиндицирана употребата? Па видете, самата хипертензија или покачениот крвен притисок, значи знае да е јас сум забележал дека многу често психосоматски. Поточно самите пациенти си го прават пред да дојдат на лекар, на доктор. Еве јас имав денеска само 2 такви случаи. Само најсериозно, да, само 2 случаи денеска имав такви. Ама јас ги препознавам, одма се препознаваат тие. И тогаш внимаваме со физикалната терапија, внимаваме што ќе дадеме, дали е ласер, дали е магнет, дали е струја, многу внимаваме, но самиот чин на посетување на доктор го качува самиот најискрено, значи и секогаш тука имаме нели апарат за мерење притисок, морам да го измерам, морам да ги стабилизирам, да им објаснам дека се ќе биде во ред, нема да е ништо страшно, па после тоа да се прејде да действуваме, Значи, многу сум радосен што навистина оваа вечер употребивме такви убави зборови околу третманот и таа љубов која што вечерва се виде дека ви ја работите целата работа и сте се заложиле буквално да го дадете својот дел од животот токму на корекцијата на сите проблеми кои што настануваат од детска возраст па до највозрастните. Сакам да поразговараме околу тоа дали препорачувате одредена терапија кај одредена група на пациенти кои што заслужуваат терапија и дали некој пат и храната може да биде навистина лек за да не се употребуваат други препарати. Па видете, значи да, секако дека фактор и храната е многу битна во медицината, мислам и во секојдневието на човекот. Јас најчесто уствари на овој начин ќе се изразам наједноставно, кога ќе ми дојде луѓе проблем што имаат со кичма, првично што забележуваме нивната телесна тежина. Ако забележиме телесна тежина што е многу поголема од што треба, прва препорака е нормално дека треба да се ослабе. Значи секој килограм на телото, 1 килограм вишок на телото прави пати 4 притисок на срцето, исто и пати 4 притисок на самата кичма. Поточно, значи буквално сум имал пациенти кои што сум кажал само ве молам ослабете, регулирајте искрената и нема да ве боли кичмата, пошто имаме момент на полидископатија, значи набиени самите пршлени. И се гледа дека се набиени во една вертикална линија,
која што е од самата тежина. Значи Тежина, да. причината за проблемот кај луѓето е тежината, ама апсолутно ништо нема друго проблем. Ослабете 10 килограми, ослабуваат 10 килограми, ништо не ги боли. Моја најсоодветна препорака покрај исхраната, еве, јас би зборал малку и за постите, ги препорачувам во задње време многу и постите. Јас лично самиот по себе постам. Тука И се мене- слагаме, да. Не. И мене многу ми помогнале постите, јас последниве 10 години, така 12 години постам. И мене посебно ми помогнале околу секојдневното здравје, нормално и самата исхрана. Можам на сите тиете што сака на некој начин да си помогнат околу регулирање на својата килажа, да ги препорачам, многу се ефикасни. Исто со кардиоваскулатурни проблеми кои што имаат запушени каротиди и се останато, исто многу се ефикасни на научно ниво докажано. Докажано, да. Така да, еве, тоа што се наши великденски или православни пости, топло ги Да. препорачувам да ги прават. Покрај постите, јас втора гранка што највеќе ја препорачувам е пешачењето. Пешачењето е едно од најбитните работи што човекот треба да ги прави. Нашето човеково тело е родено за да се движи. Не е родено за да седи, не е родено за да стои. Родено е телото за да се движи. Што повеќе пешачење, на некој начин самото пешачење го убрзува метаболизмот. Со тоа што убрза метаболизмот, се што ќе внесеме побрзо се огорува, се троши калории, со внимавање на храната, значи се доведува до нормална телесна тежина и сите тие сами проблеми ќе се превенираат. Ако во сите овие работи кои што ги кажавте како препорак, јас мислам директно и конкретно се сложувам со тоа, бидејќи јас сум човек кој што го практицира сето тоа, дали некој пат луѓето кои што се подложени на поголем физички напор, може да си дозволат и поголема тежина? Конкретно вие како специјалист за физиотерапија треба да сакам да ни објасните на луѓето да тие морат да имат поголема тежина заради својата физичка спремност. Дали на нив не им страда локомоторниот и мускулоскелетниот систем? Ова е одлично прашање. Ова е одлично прашање. Еве, јас самиот по себе ќе се најдам пошто јас сум покрупен јас сум, околу 100 килограми, но можам да ви кажам дека јас имам 4 до 5 тренинзи во неделата. Можам да ви кажам дека јас имам секој ден минимум 10.000 чекори. Ова е намерно прашање, сега за Да, презентираме 4 до 5 пред оброци во гледачите, да. денот. Значи телото самото по себе, секој нели имаме повеќе крвни групи, ендоморфи, мезоморфи и ендоморфи. Значи тие крвни групи самите по себе налагаат дека човекот само човековото тело самото по себе има различна конституција. Некои луѓе се многу повисоки, покрупни, имаат многу потешки коски. Голем фактор е мускулот. Луѓето што се поспортски, значи спортисти има што се по 110 килограми, што немаат грам сало на нив. Значи, они се поприлично здрави. Но тие се еден вид група на луѓе и на тело кој што едноставно нивното тело е такво. Еве, јас лично за моето тело ќе ви говорам. Јас под 100 килограми, мене почнуваат колената ме болат. Зошто? Пошто моето тело е навикнато на поголема килажа. И одлично се носи со таа килаж. Но збориме за фит, не збориме за се што е над тоа. Не збориме за обезитас. Така е. Така да, генерално, телото самото по себе е зависно. Значи има луѓе кои што јадат премногу, а не може да се поправат и се слаби. Точно. Едноставно, нивната конституција е таква. Има и конституција што се луѓе крупни и се крупни. И они ќе бидат цел живот крупни. И не е страшно. Јас познавам многу спортисти кои што се 120, 130, дали се джудисти, дали се, во спортовите кои што захтеваат сила, значи се покрупни као пауерлифтери, кои што можат шпаги да прават, се многу еластични. Поголем фактор тука е самата активност. Да, килажата е ствар која што е примарна, но не мора секојаш и примарна да е, особено не во спортот, пошто некои луѓе едноставно се покрупни, понабиени се и нема, нивната еластичност. Мене ми се случило буквално една женичка што имав, 73 годишна бабичка. Еве се ќе ви кажам на случај. Жената беше поприлично крупна. Беше легната у кревет, во кревет беше легната со остеопороза, каде што ние мора многу да внимаваме, нема инвазивен третман, мора да има благи истегнување и јас морав да ја посетам нејзи во домашна посета, за да интервенираме. И сега, јас ја гледам, жената има поприлично болка, но и правиме функционални тестови, флексија во колк на едната и другата нога, да проверам дали има да видам дали има поласерген, дали има
некој дали има некоја болка. Жената нормално е флексија во колк, оној момент кај што си легна на грб и ја подигаш ногата нагоре, нормално 90 степени флексија да имаме во колк. Жената имаше 130 степени флексија во колк, а имаше сигурно 130 килограми, беше ниска, а крупна. Ја дига левата нога, исто 130 степени, нема болка, само болка во кичма. А жената со 2 или 3 третмани ја решив, а 73 годишна со остеопороз. Од тоа што беше еластична. Значи нема правило. Самата медицината, самата по себе не секогаш има правило дека ако е покрупен и послаб, дека би имало или би немало проблеми. Мене ми се случило исто така, девојче, мислам околу 30 година, кој што е стоматолог. Видете се колку влие самата професија. Значи, онаа предна инклинација каде што се они наведнати и цело време тука работа, знаат и по половина час да се задржат. Апсолутно, да. Таков варатен спазам имаше, значи скоро беше пред Морбус Бехтер. Значи буквално немаше никакво движење во врат. Значи ротација лево десно скоро и да немаше некои 15 степени. 20 стигнавме до некои 50-60 степени, каде што понатака препорачав вежби да прави од 29 години девојче, 30 години девојче, ме разбирате, самата работа не е голем проблем, самото секојдневие работа, дневните навики. Потенциравте дека у модерново време се како да кажам болести кои што се јавуваат во на работната позиција, дневните навики, така. Ајде да се навратиме на кај децата, зашто токму затоа што сакам да ве прашам околу индивидуални програми, дали формирате кога станува збор за деца кои што се со обеситас и деца кои што имаат навистина проблем со движењата во локомоторниот систем, опуштање на нивните движења. Вака се, конкретно јас за обеситести не работам со такви програми, но работам за нормално што имаат ограничени движења. Што ми има ограничено движење, тоа е еден од првите симптоми дека во иднина би имало проблем со работата од локомоторниот систем. Сега првично се прави преглед, се зема анамнеза, гледаме дечињева дали имаат скратено една, друга нога, правиме Адамсов тест, гледаме дали има сколиоза, колкава им е функционалност, ако се воспостави дека се е горе-доле нормално, имаме само скратени тетиви, веројатно станува збор за дечиња кои што се неактивни, тогаш нудиме програми кои што делумно во медицината крстена корективна гимнастика. Таа корективна гимнастика не ја користиме ние само заради ако има сколиоза, па да го скоригираме, значи оно лошо држење на тело, лош значи има повеќе состојби каде што може да ги примениме. Значи дали го практикувате она да им дадете да одат уште дечињата со книга на главата? Тоа е стабилизација на трупот, многу битна техника. Да, стабилизацијата на трупот, мислам видете стомачните мускули, трупот самиот по себе учествува 80%, ние се движиме, пешачиме ради трупот. Значи самиот труп ако нема соодветна статика проблем, голем е. И едно од работите кои што едно од тестовите уствари што го правиме и тоа. Значи гледаме колку може да ни покажат дека имаат статика во трупот, колку има стабилизација, нема стабилизација. Го имаме оној балансер. Ги качуваме на балансерот, да видиме дали на балансерот дали доминира едната или другата страна. Значи тоа е пред да направиме инспекција дали има атрофија на мускулатурата. Ако доминира едната страна, ако не може да задржи баланс на средина, значи тука имаме доминација на едната страна, треба да се поправи другата страна. Тука настануваат сите тие програми и после се кажува треба ова да го поправиме, треба да се среди и така натаму. Верувам дека малку не е оваа емисија. Како за крај сакам да ве прашам кои се пораките кои што би ги дале како на родителите, така и на децата кои што се во развој, спортисти, деца кои што учат и така натаму и така натаму. Така е, значи јас би сакал као препорака да дадам на родителите и на самите деца. Овие генерации се многу посвесни од ние што сме биле некогаш свесни, така да се и со нив кои што работам, гледам дека стварно се грижат за телото, дури сум до невиден некои деца колку се ангажирани и се начитани за својата состојба, така да првично за нив, па за родителите, е многу битно да знаат дека самиот рбет е носител на сите проблеми кои што што следуваат понатака во животот. Значи ако статиката на рбетот не е добра, не станува збор само дискохерни, дископатии, полидископатии и се останато. Значи самиот живот ќе им се наруши, квалитетот на животот ќе се наруши доколку рбетот
не е во положба како што треба. Затоа овие работи потребно е ги нема кај нас, треба да има скрининг. Веќе почна комшиите како бос на Хрватска да прават скрининг по школата. Јас една од причините пошто сум тука денеска е на некој начин да промовираме една свесност кај родителите, кај децата, и се надевам до надлежните институции за да може да се воспостават некои програми за поголема свест, поголемо образование кај децата и кај родителите во врска со нивното тело, поради тоа што тоа тело треба да ги служи цел живот. А оваа динамика денешнава што имаме, со оваа статика, со овој седечки живот, можам да се кладам дека за во некои 10 до 15 години ќе имаме многу поголем проблем со локомоторниот систем, многу поголеми проблеми веќе тие се гледаат заради тоа што доколку тоа не се исправи во периодот на раст и развој, детето додека се развива, нема соодветен третман за да се исправи. После одредени години, 19-20 години, значи кога ќе настанат ригидност на ребрата, ригидност на коските, тврдо, значи тоа веќе не може да се исправи, ќе остане такво како што си е. Така да многу е битно да се направи скрининг. Мислам кај нас мора да почне да се прави скрининг на детата. Тоа е многу едноставно. Физиотерапевт го посетува школото, ги гледа дечињата. Претходно тоа во времејата во бивша Југославија го правеле самите професори по физичко. Сега баш разговарав со неколку колеги по физичко професори што се не го практикуваат толку често, го нема. Затоа и постојат во самите школи, во салите постојат шведските скали. Тие скоро и да не се употребуваат. Да, значи претходно самите професори биле едуцирани како да дадат корективна вежба за да може сколиозата да се исправи. Сега она што јас го препорачувам е да има скрининг, за да може тој скрининг да се направи, за да се рана детекција на било каков деформитет на телото, за рана превенција, реализација на телото да биде во соодветно спремно за понатака во животот, за да нема било какви проблеми, пошто ако не го реши тоа како во периодот на раст и развој или додека е младо телото, понатака ќе знае да прави многу големи проблеми. Поточно ќе се наруши поприлично квалитетот на животот. Уште еднаш ке ви заблагодарувам што бевте гостин. Навистина ми беше драго што има ваков соговорник со кој што можеме да направиме и неколку емисии, не само уште една емисија. Ве поздравувам и посакувам и понатамошно успех во целата ваша работа и овој подвиг што го вие правите. Јас ви благодарам исто на поканата, се надевам на повеќе подкасти во иднина. Би сакал нормално да поразговараме околу повеќе теми, има доста теми за разговор. Ви благодарам вас за укажената поддршка на некој начин на вашите гледачи, така да јас ви посакувам што повеќе и повеќе гледаности, повеќе да ги направиме емисии познати за да може луѓето да се пообразовани за своите проблеми и децата пред се. Уште вечерва, како следевте емисијата, видовте дека навистина целата емисија превладуваше со еден вид на апел. Не само апел до родителите да се грижат за своите деца, туку и апел до надлежните власти, дека навистина едукацијата е најбитен момент во нашето општество и воопшто во градењето на едно здраво општество. Ако имаме здрави деца, имаме и здрава иднина. Значи, сето она што ќе го правиме во животот, го правиме за децата, токму емисијата Се за децата има и таква задача да на некој начин биде иницијатор за да едукацијата во нашата држава стане навистина на високо ниво, за да може да дава високи квалитетни иднини, високи квалитетни кадри, за да кои што ќе може да ја чуваат оваа држава. Ви благодарам уште еднашка што вечерва бевте наши гости.